Значи, кога ќе кажеме помогнал на пациент. Едно е кога зборуваме... Зборуваме за суплемент, значи не зборуваме никако за лек. Не. Медицинскиот канабис, кој што по својот состав содржи 50% CBD, 50% THC, е лек. Он е регистриран кај нас како лек. Не. Само CBD екстрактот, заедно со оние минимални трагови на останати канабиноиди, е суплемент, според нашиот закон. Сега моментов лечење со канабис, заради тоа што многу доктори се уште не веруваат во него. Маслата кои се во моментов на пазарот или во аптеките не ги задоволуваат критериумите за може да кажеме дека се лековити. Затоа и медицинскиот канабис се препишува на дупла рецепта, исклучиво од специјалист од соодветната област. И не може било кој да го препише. Сега да се вратиме на пациентите. Кога пациент ќе каже бенефит, наша задача е да го измериме тој бенефит. Во превод, да видиме дали бенефитот е само плацебо ефект во однос на квалитетот на живот, дали на вистина има бенефит во однос на квалитетот на живот, а не е плацебо, или пак во уште по-оптимистичките варијанти, да видиме дали има стопирање на развојот на болеста, или почнува некаков одговор во однос на болеста, односно намалување на туморските маси и така натаму. Многу брзо сватив за медицинските својства, заради тоа што кога имав 15 години, првпат бев диагностициран со Хоџкинсов лимфом, тоаш меѓу другото додека бев на зрачна терапија, пробав, значи пред тоа имам пробано, ама тоаш првпат пробав да видам што е со саид ефектите, колку помага со саид ефекти од зрачна терапија и многу помогна, значи од тогаш знам дека помага, мада тоа беше далеко од тоа дека нели лечи нешто. Од досегашното искуство, јас повторно ќе ги нагласам истите тие двајца пациенти со тумори на мозок, кои што веќе трета година го користат, најчесто сами си го приготвуваат, и двајцата се живи се уште, имаат добар квалитет на живот, според нивната диагноза, бидејќи знам дека други лекови не употребуваат, јас единствено кај овие двајца ефектот на нивното толку веќе екстендирано за среќа преживување можам да го препишам само на канабисот, бидејќи знам дека ништо друго од терапија не земаат. Прво сакам да поздравам дека прв пат од вас слушам дека наш доктор кажува дека има двајца пациенти кои не може да објаснат, нели? Не може да ги објаснат. Мислам, резултатите се објаснуваат со користење на маслото, ама конкретно како маслото им помогнало, се уште нашите доктори не може да објаснат, иако на запад више наголемо се збори за тоа и се знае механизмот. Не еден, него повеќето механизми преку кој делува канабисот во човечкото тело, така да тоа не е нешто ново, ама сепак за поздравување дека еве наш доктор собрал храброст и ви го кажал тоа. Работата е тоа што они кажуваат два случаи кои не може да ги објаснат, бројот е многу поголем. Јас на моето дете, на мојот син, ги пробав скоро сите формулации и на CBD богато масло и на THC богато масло и комбинациите измеѓу во првите неколку дена од давањето да имаше ефект, меѓутоа веќе од 7-8 ден, дури со зголемување на доза кај него ефектот се губеше и напротив влегуваше во една агресивност, агитираност уште поголема, така да веќе не експериментирам, не му давам ниту еден препарат на канабис, меѓутоа знам за детенце чии што родител сам го приготвува, детенце со многу тешка диагноза, во многу лоша состојба беше детенцето, да, детето и пусна друга терапија, меѓутоа моментот на внесувањето на канабисот значително ја подобри неговата состојба.
Има луѓе на кои буквално животот им е сменет и кои се смеат на изјави на доктори кога ќе кажат дека ова не функционира, нели. И сега прв пат, не знам, во историја на медицина е дојдено да заради тоа што маслото од канабис стварно има широк спектар кај све делува и има луѓе кои реално ги имаат резултатите. Значи не збориме и за доктори кои биле болни, кои го пробале како крајна, нели, мерка и успеале. Пазете, немам допир, не сум детски невролог, немам многу допир со тие дечиња. Не сум ви референтен кој што може да зборува на таа тема. Тука најдобро би ви објасниле детските невролози, бидејќи родителите на нив најверојатно им кажуваат дека им даваат на дечињата. И јас го знам само овој пример. Меѓутоа, тоа е еден пример, пазете. Проблемот на малигнитетите, значи освен овие два случаи што ми кажа. Најголемиот дел од канабисот што е до сега конзумиран, мислам дека го имам препишано јас. Значи, според нашиот закон, можете отприлика да кажете за колку преку стотина пациенти. Преку стотина пациенти, некои од нив се враќаат повторно за препишување, некои не се враќаат. Во моментот проблемот во препишувањето е тоа што концентрациите на CBD и THC во растворите се ниски. А поентата на третманот е цело време дозите и концентрациите се зголемуваат, така да најголемиот дел од луѓето после и почнуваат сами да си го приготвуваат во некои поголеми концентрации. Лекарите и фармацевтите се две посебни гранки. Многу полесно ќе се прифатеше канабисот ако они само реално ги прикажаа резултатите кои ги гледаат кај тие што го земаат нелегално. Знаете што медицината базирана на докази не може да го смета така ретроспективно кейс репортот, односно приказот на случај, како нешто што е многу легитимно. Значи, дури да се направи студија во која што ќе се покаже 5% од пациентите реагираат на ова, тоа е напредок. Ќе се концентрираме на тие 5%, ќе видиме кои се тие туморски параметри кои што се податливи за третман со канабис. Меѓутоа, таквиот тип на испитување на вистина бара еден голем методолошки пристап кој што многу чини. Во моменти кога вие немате право на патент во однос на природните екстракти, имате право на патент во однос на синтетичките. Меѓутоа, кога имате конкуренција која што масовно природно екстрахира и од друга страна масовно почнува синтетички да ги прави, немојте да очекувате дека тие корпорации во еден момент ќе се здружат и ќе кажат ајде да го испитаме ова. Со канабисот сум одамна и сум доживел све од фашистички методи како да се, нели, сузбие употребата до така наречени научни методи. Ни делеа у школа исто брошури, нели, што прави марихуаната, што се реално кој ги пишал тие брошури, сега може да го тужиме на суд. Така да, не знам, употребата на канабис во Македонија увек, значи секогаш постоела. Дури сега, последниве 4-5 години, го свативме вистинскиот потенцијал. Првото беше моето второ искуство, кога ми се врати болеста, нели, се средив со улјево. Збориме за Ходжкинсов лимфом, така да, значи, тоа беше пред некои 7 години, а од пред 4 години, значи, конкретно работиме официјално, значи, бараме од државата да го промени законот, едуцираме луѓе како да го користат маслото, така да, не знам. Знаете што, јас сум дел од управниот одбор баш на Сдружение за дечиња со ретки болести и попреченост. Ги знам добро нивните маки, ги знам маките на паталецот. Многу е легитимно паталец за кој што знаете дека нема лек да си го бара лекот. Не постои ништо полегитимно за пациентот тоа. Не би имало развој на било што ако пристапот се ме интересира, се сакам да го испитам, постои.
Да, се сакам да испитам, меѓутоа во методолошки многу добро утврдени форми. Ме интересира све што постои во медицината. Убавото во медицината е кога го осеќате, кога го чувствувате тој нејзин развој. Оние луѓе кои што се бават со медицина механички, односно ќе го научат протоколот на памет и тука нема никакво мрдање напред, тука не му бавим. Повеќе од 80% од пациенти кои имаат малигни заболувања користат и масло и дека скоро сите имаат резултати. Проблемот е тоа само еден, значи не е проблемот во производството на масло, заради тоа што начинот е еден, рецептот е еден, го има на интернет и ако го пратиш рецептот по инструкциите, секогаш го добиваш тој резултат. Проблемот е набавката на канабис, заради тоа што нели маслото се прави од канабис и канабисот е ствари почетниот материјал за изработка на маслото. Проблемот е пристапот до тој материјал и неговиот квалитет. Заради тоа некои луѓе кога ќе произведат масло, иако го произведуваат по инструкциите кои што треба, имаат послаби резултати, заради тоа што самиот почетен материјал не им бил толку квалитетен. На вистина фали едно добро методолошки изведено истражување, дали и за колку стресот би влијал на некаква канцерогенеза. Од нашата пракса чести се изјавите дека во одреден момент се случил голем психички стрес, па извесно време после тоа во рамки од неколку години се појавила и малигната болест. Тие фактори на хронично воспаление на подолги стази знаат да бидат канцерогени. Као здружение сме птен радосни заради тоа што се повеќе и повеќе луѓе почнуваат да зборат. Значи, кога пред некои 5 години, кога не ние кога почнавме, него воопште кога почна луѓе да дознаваат за лековите својства на канабисот, нели не да го гледаат само како дрога, стварно беше ептен табу тема, заради тоа што луѓе кога ќе видат резултати, иако беа пресрекни, не ќе да кажат што користеле заради нели што ќе кажат комшиите. Мислам во Македонија најголемата болест е што ќе кажат комшиите, тоа е пострашна болест од рак.